Веќе 2 месеци нема 3 лекови за третирање на онколошките пациенти, 2 за пациентките со рак на дојка и 1 лек за имунотерапија што се користи за различни малигни заболувања. Онколошки пациент кој сакаше да остане анонимен за телевизија 24 алармира дека одложувањето на терапијата е висок ризик за напредок на болеста. Паблоциклип, Фазлодекс и Николумаб нема веќе 2 месеци. Овие лекови припаѓаат на различни групи на современа онколошка терапија, додека првите 2 често се користат заедно за лекување на специфичен тип на рак на дојка. Третиот вид е имунотерапија што се користи за широк спектар на малигни заболувања. Долгото одложување се смета за висок ризик, бидејќи му дава шанса на туморот да напредува. Луѓето со малигни заболувања за недостигот на лекови реагираат и преку социјалните мрежи. Бараат час поскоро да им биде обезбедена терапија со цел процесот на лечење да не запира. Дали некој знае дали има стигнато Фазлодекс? Хемотерапијата ја нема цел месец. Денес се вратени пациенти за немање лек имунотерапија, ке били известени телефонски пациентите. Имате ли искуство како изгледа тоа? Колку време поминува за да знаеме ако се месеци да бараме решение? Ракот не чека тендери, тој немилосорно работи, невидливо и деструктивно. Ништо нема, ни биолошка терапија нема, само ветуваат, а ништо не прават. Министерот за здравство Азир Алију вели дека свесен е дека некои лекови доцнат, но според него главната причина е поради тоа што во Македонија нема систем кој следи колку лекови се потребни и каде завршуваат тие лекови. Вели дека проблемот не е до министерството и лековите ќе бидат достапни. Следливост на сите потреби и лекарства кај нас е поим кој што уште еднаш напоменувам воопшто не бил ни дискутиран, а не имплементиран. Во оваа фаза правиме анализа на каков тип на архитектура ќе направиме за да може да се имплементира, се со цел да знаеме не само дали имаме потреба, туку и како завршуваат и кај завршуваат лековите кои што ги имаме во пулот на лекови во здравствениот систем. И за жал, заради таа неследливост на потребите, доаѓаме до вакви ситуации, многу често не по пропуст од здравствената институција, туку многу често и доцнат од страна на операторите кои што треба да ги импортираат, но како и да е, на крајот на денот ние како здравствен систем мора и задолжени сме да имаме лекарства за секој пациент и тоа ќе го направиме со дигитализација на целиот процес. За недостигот на лекови за пациентите со малигни заболувања пред неколку денови реагира и од Сдруженијата на онколошки пациенти. Побараа лековите веднаш да им бидат достапни на сите пациенти. Претходно за овој проблем од Министерството за здравство најавија дека буџетот за 2026 година ќе биде зголемен за 50% за 2 лекови за пациентките со рак на дојка.